Правото на приватност, правото на индивидуалност, слободата на мислењето, ставовите се почитуваат или не, колку се почитуваат, колку се ограничуваат, како во училиштето, така и во семејството. Ова беа темите за кои денес отворено разговараа средношколците од Виница во рамките на работилницата организирана од првата детска амбасада Меѓеши, а во рамките на проектот за мировно образование. Денешната работилница поврзана со правата на децата. Денеска разговаравме со учениците на што им се допаѓа, што не им се допаѓа во училиштето, кои права им се прекршени, околу нивните потреби и интереси, да ги препознаат не само проблемите со кои се соочуваат, туку и како соодветно да активно реагираат и да бидат активни во донесување на одлуки кои се во нивен најдобар интерес. Она што можам да нагласам дека има интерактивна работа со учениците. Учениците се слободни, ги изразуваат своите мислења, ставови, без никакви потешкоти и сметам дека во оваа гимназија професорите кои работат со учениците навистина има позитивен пристап. Пишани правила колку и да има не може да се генерализира, но може да се балансира за да ученикот не ја искине линијата помеѓу правиот и кривиот пат. Дали родителите треба да имаат увид во содржините и пребарувањата на интернет од страна на нивните деца. Дискусијата се разви од таа страна да тинеџерите беа со строго уверување дека не треба да се има контрола на родителите и дека ќе им биде загрозена правата на приватност, но имаше и спротивставени ставови затоа што некогаш родителите отварат профили на своите деца на Facebook и помали од 13-14 години и дека не се доволно информатички упатени како да децата да им помогнат за да се самозаштитат. Имаше големо разбирање дека со неносење на униформи се прави дискриминација, односно директен атак на децата со пониските социјални слоеви кои не можат да обезбедат соодветна облека, обувки, брендирана каде што ќе можат да одговорат на своите врсници кои се во поповолна ситуација кога нивните родители имаат можност такво нешто да обезбедат. Генерално дискусијата одеше во насока дека униформата дава безбедностна некаква гаранција, дека униформата треба да биде обезбедена од страна на државата. Проектот за мировно образование училиштето Ванчо Прке го реализира веќе подолг временски период со низа активности, работилници и обуки, во кои се промовираат хуманите вредности кај учениците.